Зоолошката градина во Битола е основана на 1 мај 1950 година со помош на зоолошките градини од Скопје, Загреб, Белград и Суботица. Незината улога има значено место во општественото живење, посебно во делот на образованието на населението и заштита на одредени животински видови. Уште од незиното основање, зоолошката константно се обидуваше да ги подобри и задржи основните услови, да ја зголеми посетеноста, да обезбеди храна, да ги задржи вработените, како и да се снаоѓа со потребата од постојан ветеринар, бидејќи лошата состојба ја носеше пред затварање. Целта на обидот беше и исполнување на европските стандарди, но тие уште не се исполнети. Во 2004-та вработените започнаа со низа активности насочени кон подобрување на условите за живот на животните, како и афирмирање на образовниот карактер на градината, но сепак иницијативата не беше доволна. Експертите предупредуваа на нејзина итна реконструкција заради лошите услови, но се наишло на законски проблем. Имено со децентрализацијата градината падна под локална самоуправа, откаде сакале да интервенираат, но тоа што самата градина нема детален урбанистички план, истата е дивоградба. План. Ние изработивме детален урбанистички план за тој дел и за Тумбекафе, значи цел детален урбанистички план, каде што е предвидена и зоолошката градина и тргнавме да правиме проекти за реконструкција, санирање, проширување на зоолошката градина и фазата е следна. Вие знаете дека веќе имаме еден совет на Пелагонискиот плански регион и преку центарот на Пелагонискиот плански регион аплициравме за финансиски средства до владата за изработка на една студија на еден проект токму за зоолошката градина. Јас сум убеден дека сега после формирањето на владата тие финансиски средства ќе пристигнат бидејќи ни се одобрени, ќе изработиме студијата и потоа максимално според тој проект ќе интервенираме во делот на зоолошката градина. Во овој период зооградината изгуби многу станари како леопардот. Заради неограденоста 10 фазани во зимскиот период беа нападнати од глутница волци. Животните се нападнати и од мачки и куни. Покрај загубата има и принова кај ленчињата, мајмуните со свинско опавче, пони којнче, белоглавиот мршојадец. Но за да продолжи овој тренд, потребна е изградба на нови кафези, канализација за отпадни води, со одветно оградување за да се достигнат стандардите кои ги бара Европската асоциација на зоолошки градини, а што понатаму би значило прилив на средства за зоолошката. Ние сакаме таму скоро се да реконструираме, ги гледаме, ги истражуваме, ги испитуваме начините каде и како можеме повеќе вода да донесеме во тој дел, значи не само во зоолошката градина, туку во делот на Тумбекафе, но убеден сум дека ќе најдеме начини и тоа се надевам исто така за скоро време, не сум сигурен дека тоа оваа сезона ќе биде, но ќе направиме максимално напори тоа да биде идната сезона, следната сезона. Талески рече дека ова место до година ќе биде на големо задоволство на битолчани и на посетителите, бидејќи значењето на оваа зоолошка градина е големо, зашто е регионална и единствена на потегот Скопје Солун.